Советниците на ВМРО ДПМН денеска остро реагираа на одлуката со која на невладините организации им се доделуваат пари. Според нив спорно е тоа што, како што велат, некои од нив активно работеле за СДСМ во изминатиот период. Дали е во ред да се доделуваат средства на лице кое беше на советничка листа на СДС? Лице кое веќе неколку пати во текот на годината има добиено средства од општина Штип за настани кои се слабо посетени, а Советот на општина Штип нема увид во начинот на трошење на тие средства и лице кое преку група на граѓани остварува своји лични интереси. Дали при доделувањето на средства на две организации нема судирни интереси на едно лице, кое во едната организација е председател, а во другата организација заедно со целата своја фамилија е во основачкото собрание? Веднаш реагира и од советничката група на СДСМ, кои им дадоа забелешка на советниците од ВМРО ДПМН дека не доаѓаат на седници на комисиите, а токму таму ќе слушнале и ќе биле информирани според која методологија и критериуми се доделувани средствата на невладиниот сектор. Ако бевте на комисии, ќе знаевте дека во комисијата за избор на проектите не учествуваат само лица од општината, туку и надворешни членови од кои што секој можеше посебно да бодува да одобри. Селекцијата не ја прави советот, ниту градоначалникот, туку токму оваа комисија, која што по критериумите, кои што и ние како совет сме ги одобриле, ги исполнуваат условите. 7 невладени организации во Штип ќе добијат финансиски средства од буџетот на општина Штип. Станува збор за околу 1 милион денари, меѓу кои Сдруженијето Сплотини срца, кое средствата ќе ги искористи за купување на возило со рампа за децата со посебни потреби. За оваа возило донираат и уште неколку македонски фирми.